Јавните предпријатија Стипион и Исар повторно паднаа на испитот за одржување на локалните патишта и улици во зимски услови. За тоа, впрочем, сведочат неисчистените коловози и тротоари, со кои се соочуваат граѓаните на општина Штип. Неисчистениот снег и мраз на улиците го оневозможуваат безбедното движење на возилата и пешаците, а единствената причина за ваквата состојба е лошото и неодговорно работење на јавното предпријатие Стипион и јавното предпријатие Исар, кои треба да се грижат за одржувањето на коловозите и тротоарите. Поради нивното неодговорно работење, загрозени се безбедноста и здравието на граѓаните, а десетици граѓани со скршеници завршија на ортопедското одделение. Ваквата катастрофална состојба е резултат на лошата организацијска поставеност, неодговорното работење, но и застарената и лошо одржувана опрема и механизација. На ова, впрочем, му кумуваше и мнозинството во Советот на општина Штип, кој во неколку наврати не ги прифакише предлозите на советничката група на СДСМ за обезбедување и пренамена на средствата во буџетот за набавка на нова и соодветна механизација за одржување во зимски услови. Од овие причини, но и имајќи го предвид најавените за нови снежни врнежи во периодот што следи, ние како советничка група од СДСМ и коалицијата ќе поднесеме барање за одржување на вонредна седница на Советот на општина Штип со единствена точка на дневен ред предлог мерки за надминување на постоечката состојба и нејзино нормализирање. На крајот, уште еднаш апелираме до сите надлежни, а пред се до градоначалникот Захариев и јавните предпријатија Стипион и Исар своите надлежности да ги извршуваат онака како што треба и единствено во интерес на граѓаните на општина Штип.